Повеќето цркви го имаат крстот како символ на христијанството. Сепак, раната црква не го користела крстот како символ на христијанството. Во времето на раната црква, крстот била алатка за погубување на криминалците кои биле осудени на смрт. За раните христијани, обкружени со распнувањето како мрачен факт од вообичаеното искуство, немало опасност од разубавување на крстот со чувства. Првично, крстот бил идол што символизирал паганство. Крстовите форми се користеле како символи, религиозни или други, долго пред христијанската ера. Јавната употреба на крстот била усвоена од христијаните како символ во времето на Константин. Христијанската црква го прифатила крстот, символот на паганството. Кога луѓето направиле символ на паганството и го обожавале, тие биле уништени. И почнаа да им служат на посветените дрвја и на идолите. Заради тој нивен престап се подигна гневот Господов и врз Јуда и Јерусалим. Тогаш, зошто израелците обожавале идоли иако знаеле дека обожавањето идоли ги води кон пропаст? Тоа беше затоа што беа измамени од идолопоклоници. Идолопоклониците ги измамиле израелците да веруваат дека идолот на Египет е Бог и ги натерале да му се поклонуваат на идолот. Дури и денес, идолопоклониците ги залажуваат луѓето да веруваат дека крстот е символ на христијанството и потсетник на жртвата на Исус, за да можат да го обожаваат крстот, идолот. Затоа, кога се поклонувате во обожавање на некоја слика, без разлика дали мислите дека таа го представува Бога или некое суштество, веќе сте фасцинирани од суеверието. Проклет да е оној човек кој ќе направи изрезан или излиен идол. Одвратност пред Господ, работа на уметнички раце, па го стави на скришно место. Оние што го прават крстот и му се поклонуваат ќе бидат уништени. Верувајте во новиот завет што го воспостави Христос и бидете спасени преку учество во крвта Христова.